Со раѓањето на Синот Божи и Господ Исус Христос, Божјата светлина го ограа сиот свет. Бог Словото слезе на земјата и стана човек за да го обнови единството на Бога со човекот, вели поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан во Божикното послание. Тој посочува оти треба да се радуваме со непоминливата радост од таа витлеемска ноќ, со радоста на ангелите, на пастирите, со радоста на мудреците, да се радуваме со сите кои што во изминативе 20 столетија се радуваа на тој спасоносен и неповторлив настан. Возлюбени во Господа, гледајќи го чудесното и надумно раѓање на Богомладенецот во Витлеем јудејски, ангелите ја запеаја небесната химна на животот, опколувајќи ги јаслите како херувимски престол, небесните сили посведочија пред целото создание дека неискажливиот и неспознатлив Бог дојде и се всели помеѓу нас. Ова е небесна гледка од која запира здивот зашто таа ја надминува логиката на овој свет. Заре може човекот вистински да го разбере Божјото воплотување, па колку и да се труди? Зашто Христос не дојде како гостин само за да не посети и незабележително да замине, дојде за да остане со нас во сите дни до свршетокот на светот. Та тоа значи неговото име Емануел, Бог е со нас, стои во Божикното послание. Христос не дојде за да го подели човештвото, ами за да биде со нас и да остане со нас, да не соедини со себе и да не обедини во себе. Само така ние ќе го исполниме Христовиот повик, а обединувањето е можно само со Христа и во Христа, кој единствен го помири небесното со земното, пишува во Божикиното послание. Иако поминаа повеќе од 2000 летија од овој божествен настан, нештата во светот не се променети. Така е зашто човечките добродетели, но и човечките слабости остануваат исти во секоја епоха, а слободата е неотповиклив дар Божи за човекот. И денес гледаме страшни поделби во светот. Изгледа како мразата да царува, а љубовта да згаснува. Се чини дека човештвото никогаш не било толку поделено и спротивставено. Братоубиствените војни леат реки од невина крв која не е различна од онаа на витлеемските младенци. Поделби гледаме и внатре во црквата. Па се поставува прашањето што можеме да направиме тука ние како црква. Можеме да го направиме токму тоа за што сме повикани, да се обединиме и да се обединуваме онака како што некогаш се обединија луѓето и ангелите пред Витлеемската пиштера, пишува црквата. Да си простиме и меѓусебно да се измириме, да сега повторно заедно да му се радуваме на овогодишниот Божик е пораката која посочува дека преку Христовиот мир ќе дојде до слава на Бога во висините, а меѓу луѓето добра волја.